Јавното претпријатие Македонски железници и инфраструктура денес потпиша договор со компанијата VBN Talpine за реконструкција на дел од железничката инфраструктура. Проектот ќе се реализира со финансиски средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Во првата фаза ќе се реконструираат делниците од Табановце до Куманово и од Миравци до Смоквица, кои што се со вкупна должина од околу 25 километри, информираше директорот на претпријатието Ирфан Хасани. Тој додаде дека ќе се реконструира и пругата кај Неготино. Целокупниот тендер е тежок 17,6 милиони, кај што се предвидува и друга делница, а тоа е делот Ногаевци-Неготино, и со кој мислиме дека во целосно ќе го заокружиме коридор 10, што подразбира дека по реконструкцијата на овие делници ќе може да се користи пругата со предвидената брзина како што е проектирана, тоа значи 120 км на час. Инфраструктурата на коридорот 10 не е реконструирана околу 40 години. Идниот месец ќе започнат работните активности и значително ќе се подобри безбедноста во железничкиот сообраќај. Директорот Хасани истакна дека дел од средствата се обезбедени за изградба на пруга на коридорот 8 кон Бугарија, а наскоро ќе се изработува и проектот за изградба на пруга кон Албанија. Што се однесува до неколкуте отпуштени работници кои штрајкувале пред неколку дена, Хасани веле дека не ги почитувале работните обврски и правила и истото можело да се повтори доколку некој друг постапел на тој начин. Директорот на Македонски железници и инфраструктура посочи дека е потребно да се изврши либерализација на овој сектор, поради тоа што смета дека на тој начин повеќе оператори ќе ја полнеле касата на претпријатието. Министерот за транспорт и врски пред извесен период соопшти дека е во тек процедура за набавување на нови поекономични локомотиви и вагони.